Ова сообраќајна незгода, иако се уште ги немаме официјалните податоци, може да представува основа врз основа на која што може да се утврдат капацитетите на сообраќајниот систем и воопшто на целокупниот општествен систем во Република Македонија. Истрагата од оваа сообраќајна незгода треба да покаже дали системот има капацитети и механизми да превенира случување на такви сообраќајни незгоди и секако и капацитети и механизми соодветно да одговори во ваква ситуација кога имаме сообраќајни незгоди со голем број на настрадани лица. Од аспект на безбедноста на сообраќајот на патиштата, ќе потенцирам дека во Република Македонија во 2018 година 129 лица го загубија животот во сообраќајни незгоди, а околу 6700 лица беа повредени. Од тој аспект можам да кажем дека нивото на безбедност на сообраќајот на патиштата во Република Македонија е приближно исто, па дури и подобро во однос на земјите од окружувањето. Меѓутоа, во споредба со земјите од Европската унија, ако како параметар го земе бројот на загинати лица на 100.000 жители, бројот на загинати лица во сообраќајни незгоди на 100.000 жители, факт е дека Република Македонија има полошо ниво на безбедност на сообраќајот во однос на земјите членки на Европската унија. Согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, секој патник која должен е да користи сигурносен појас таму каде што тие фабрички се вградени. Од аспект на правилникот за техничка исправност на автобусите, автобуси од категорија C3 кои што сообраќаат на меѓуградска линија имаат обврска да има задолжително вградено појаси на возачкото седиште и на предните седишта. Согласно директивите на Европската унија, неопходно е сите земји членки на Европската унија да донесат национално законски рамки, според кои што ќе биде задолжително автобусите да имат вградено сигурносни појаси на сите седишта. Во моментот во Република Македонија речиси да нема автобус кој што има вградено сигурносен појас на сите седишта, затоа што тоа не е задолжително. Од аспект на изложеност, професионалните возачи спаѓаат во групата на најризични учесници во сообраќајот. Меѓутоа, од аспект на тоа колку тие учествуваат во сообраќајни незгоди и какви беа барем до сега последиците од сообраќајните незгоди во кои што учествувале професионалните возачи, можеме да кажеме дека тие учествуваат со мал процент. Според националното законодавство и согласно европските регулативи, еден професионален возач не смее да вози повеќе од 8 часа во рок од 24 часа или повеќе од 90 часа во рок од 2 седмици. Патот Скопје-Тетово не спаѓа во категоријата на патишта не спаѓа во категоријата на пат каде што постојат црни точки.